Христос воскрес или Христос воскрес за многу години да. Само љубов и убајника и си. Конечно завршија постите, конечно можеме да се радваме и да уживаме, а Бога ми мевце да си кркам. Додуше да бидам искрен, не е дека нешто посебно имам пазен. Аз и сака понекогаш припазвање. Ама пошто нејадењето толку многу не го испочитувавме, барем јадењето да го испочитуваме се. Како таму јагниња, прасиња спремни ово она да не касни. Срамота е. Ова е омилен ден на еден тон луѓе, освен на вегани. Ама знаеш како? Кој ги праша? Кој ги праша? Нееш месо? Нееш ништо од животинско потекло? Иди здрав и жив беба. Ако така ти функционира убаво животот, супер, среќен сум за тебе. А исто како што јас сум среќен за тебе, биди ти среќен за луѓето што јадат. Не мора стално лекции да се кажуваат вака било месото, така било, ова било здраво, не било. Особено не за празници вакви убави. А уште појаки ми се повие што јадат морска храна, риби, морски плодови и така натаму животињи други. Ма не јадат од овие земјаните. Ме интересира што има да е против морето толку веќе? Или ти е дека во вода си измиени се, почисти се малце дови. Значи ние луѓето чешити. Од азди споке не сездај што да си измисли. Ама знаеш како? Кој ги праша зубо нека? Празник е денес. Се надевам ова епизода конечно ќе збораме зубај работи и ќе ги оставиме сите сериозни тешки теми задна и кој колку може ќе продолжи да си ужива со живот. Ајде се на шпица, пушти ми да почнеме со епизодата. Ајде бате, пуштај. При кој бате ќе пушти сите одмарат празник? Само јас нешто овде деме ќе снимам ке работа, ма јас ќе си пуштам. Ајде бате. Знаеш што ми фали во последно? Они анкетите што и правеа по сите телевизии на времето, оние глупите со најглупи прашања што беа на свет. Значи си оиш ти по улица и гледаш трча камера и некој со микрофонот трча по тебе. Дали ги вапцавте јајца? Како не мори чедо ги вапцавне јајцата уште четврто? Вапцавте ли јајца? Јајца? Ја не вапцам јајца женава. А вие? Ние ги вапцавне ги зедовне. Сабајлето во 4 сато станав од ранизори. Васко мажот ми се вика Васко ми дојсе јајца од цело природно. Многу убави. А бре ни убави ни вкусни мали ваколка. По да му било ладно на кокашкиве. Хај имам време јас да се расправам со јајца вапцање жената таму кој што прави. Целен во тие пањците брцни го овде, брцни го. Лиси од градината, ќе набериш вака, ќе ги завитка и ќе земиш боја, оцет и кафе. А зошто ви е кафето? Ами нешто треба да пиеш, други вапцаш. Као сакаш речи имаше смеја со тие анкети. И може ги има и денешно време никој не ти застава. Порано луѓето изгорени беа муаве да направат морена телевизија ќе ги има голема работа. Сега ги има нон-стоп негде ќе клај слика на Инстаграм, ќе клај на Фејсбук, особено по возрастите, не правиме муаве. Значи сликано вака од оздола, со цвеќиња, со прозорци позади, со чуда, Windows XP. Па ќе видиш комшивката негде по Инстаграм и сликани јајца. Сликана таја со јајца. Ајде сликани помладите низ дома деца, внуци и тие со јајца. Ајде цела фамилија со јајца. Кода нема во салата да ги клај за 2 секунди после сликањето. Динг, се кршат, се лупат, сецкаш салатата, кромиче младо, некој марула му клават, небитно шо е и да се крцавате. И може ќе си изедат за 2 минути, ама зато сликите ќе останат вечно. Од тие уметнички дела. Се има некои луѓе ќе се замарат, ќе купи бојки и шлакни и направи јајцата и битно се радват децата. Има некои ги викат децата заедно, па децата ќе лепат тука. Циркони, сликички, чуда. Има некои ко мајка ми на пример, изгорени се да направат боја од природни работи. Море со цвекло, море со куркума, со не знам шо. Има едни ги прави како мермери, кие како ги прави. Да не фати нешто што е со јадење да не го направи лудни. Уметник е жена. Арно ама, поубави јајца од јајцата на жена ми нема. Да се разбери. Исто така денојте негде пред Велики четврток, слушнав некој податок дека уствари се вапцале 33 јајца по некое правило, нели според годините на Исус Христос. И то може да е така по некој правило. Јас не знам, прв пат го слушам. А Бога ми моите прв пат го слушна и беше изненадување пошто ние сме куќа што сакаме да јадиме многу. 33 јајца кај нас трата еден ден, пошто сме голема фамилија. А нормално имаш и други роднини, пријатели, внуци, брачеди, сакаш да даеш јајце, ќе ти дадат јајца и така натаму. Што значи кој сака може да си почитува такви правила, ама јас мислам дека не е до толку битно бројот на јајцата, ушо е битна суштината на празник. Сам барем јас така мислам. Битно е адетот да се битно е да е искрено, да си чист во душата. Па дали ќе видат 33 јајца или 3 влошки јајца ако ние што правиме, то не е толку важно. Битно е љубов да се шири. Кога сме веќе на тема на муавет ширење љубов, денојве многу ќе шириме и мирис на кромит, пошто нели салатиче, јајце со кромиче младо. Така што проштевајте ако се сретниме негде, гарант ќе имам салата мимоза јаден.
да не речите не вире. Исто Великден и Божик ми субе празници затоа што не само што се најголеми, него се најфамилиарни да речи. Кај да си дома да си за тие празници. Ќе си се соберите фамилијата, ќе си се видите рајат, ќе си изуживате, ќе одморите од работа малце. Би рекол ќе одмори ме, ама ме сваѓаш. Кој како си ја нареди? Додуче да бидам искрен ми рекоа одмори Великдене, а пошто мене не ми текнува, не ми работи мозокот, така си најави в претходната епизода дека ќе се видиме во понеделник, па сега да испочитувам. Што значи ви кажам уште од сега дека среда и петок може и нема да се видиме. Ама ќе размислим. Се за жал ова година Великден нема да е толку среќен подеднакво за сите, пошто знаеме сите што се случи пред месец дена и то нема да го забораваме во никој случај. Што значи уште еднаш длабоко сочувство до цел Кочан и до семејствата засегнати од трагедијата. И јас знам дека не ви е нити до смеја, ни до славење, ни до ништо. Ма јас искрено се надевам дека понекогаш барем за момент ќе успеам барем на дел од секунда ви го тргнам вниманието или уште поарно да ве расположам и се надевам дека се држите и дека сте силни и се надевам дека муабетите што ги правам не ви прат да се осеќате полошо. Ако е така, простете. Уште еднаш длабоко сочувство и како што реков ми претходно, секогаш сме тука да поможиме, така што ако било како можеме да помогнеме или да направиме нешто за вас, слободно контактирајте. А на сите други што ме гледате би ви посакал да се сакате, да уживате во секој момент од животот, ти не можеш да знаеш. За жал не можеш да знаеш што те чека. И ние многу пати ги гледаме и ги земаме работите здраво за готово. Коде ме кајде уште еден ден, денес утре пак ќе биде истото, по една година пак ќе биде истото, никому ни. И то обично така е, арно, ама не е секогаш. За жал ваквите трагедии не учат дека не можеш да знаеш што те чека утре. Зато треба секој момент од животот да го искористиш најубаво што можеш. Да даеш љубов, да ти биде даено љубов, да му посветиш време на луѓето што ги сакаш, тие што се околу тебе најблиските, да пробаш да си ги исполниш со ништата и едноставно да го направиш најдоброто нешто што можеш да го направиш. Да даеш се од себе за да ти биде поубаво. И теби на сите околу тебе. И мислам дека на тој убав муабет ќе завршиме денешната епизода. Фала ви на вниманието. Уште еднаш Христос воскресна. Среќни празници за многу години Великден. Поздрав и имајте убав ден.